Не прашуваат што се градило во ваше време, често пати го слушате. Добро да е, што па во време на СДСМ што се градило? И сега ќе ви кажем два примера само ќе ви кажем. Значи првиот е единствениот енергетски објект изграден во овие 20 години е хидроцентралата Козјак. Ја почнавме во време на СДСМ, ја изградивме, ја пуштивме во време на СДСМ. 140 милиони евра кошта хидроелектраната Козјак. Ја почнавме и Света Петка, Матка 2, меѓутоа дојде другата власт, сега свет таму стои. Во време на СДСМ, да знаете, и тоа се проверува, и ги викам вака јавно овие од власта, нека ги проверат бројките, нека излезат, да видиме дали се точни или не се точни. Изградени се 250 километри автопат низ Македонија. Во вредност од 260 милиони евро. Овде има постари, помладите може да не се сеќават. Се сеќавате дека меѓу Тетово и Скопје немаше автопат. Сега има автопат. Меѓу Тетово и Гостивар немаше автопат. Сега има автопат. Обиколницата, сега тие само ја пуштија. Е изградена во времето 110 милиони евра, само таа кошта околу Скопје. Автопатот од Градско до Неготино, од Неготино до Демеркапија, од грчка граница Гевгелија Смоквица, све е направено во времето на СДСМ. 260 милиони. Само Козјак и автопатиштава се 400 милиони евра, два пати поќе од нивните. Ама друго е да имаме струја. Значи, како што се граделе на времето Маврово, Рек Битола, некои претходни генерации, кога ги граделе, не ги граделе за себе, ги граделе за нас. Така и ние мораме да мислиме што после 5, што после 10 години, што после 15 години. Вика, сега Груевски ќе ги давал автопатиштата под концесија. Па некој требаше ги изгради, за ти да ги даваш под концесија.